Здраво, риби! Добре дојдовте. Јајде да видиме каков ќе биде октомври за вас. Повторно, генерални толкувања, продолжуваме како и досега. Оно што го чуете овде не може се да се однесува на вас, затоа што зборуваме за многу голем број луѓе. Затоа пораката што треба да стигне до вас, вие ќе си ја препознаете. Пред да започнеме, ве подсетувам, лајкувајте, коментирајте, споделувајте и заследете на каналот. Затоа што и овој пат за некои од нашите следбеници ќе подариме бесплатно лично тарот толкување. Ајде сега да видиме рибите со што ќе се соочат во октомври. Една основна и главна енергија овде се провлекува низ сите ваши пораки, а тоа е дека вие заминувате. Заминувате. Ова е метафора, а може да значи се. Заминувате од ситуацијата во која сте биле. Заминувате од домот во кој досега сте живееле. Заминувате од работата во која досега работите. Заминувате од врската во која досега бевте. Значи, буквално секакво заминување. Какво е, вие само знаете, јас само ќе зборувам она што го гледам. Која е причината за ова заминување? Причината може да биде се повторно, но причината за ова заминување е последица. Последица на немање доволно нешто вас досега каде бевте доволно не ве исполнува. Нешто не добивте доволно. Дали чувства, дали внимание, дали вредност, не бевте вреднувани доволно, дали финансиски нешто не ве исполни. Зашто и да се работи, причината е последица, кажав. И вие се подготвувавте од пред некое време, ова не е заминување импулсивно, ова е смислено заминување. Или пак за некои други луѓе, риби, ако не е заминување, тогаш одење кон нешто. Вие одите кон нешто, нешто треба да се случува, низ некој пат треба да одите. И сега се појавуваат и тие проблеми, се појавуваат тие стравови. А кои се вашите стравови овде? Овде вашите стравови се дали вие ќе можете ова да го издржите. Вашите стравови се дали вие имате доволно сила, дали вие имате доволно, дали сте доволно млади, доволно способни, доволно подготвени. Мислам дека не се работи за финансии, затоа што финансискиот дел да гледам дека не ве загрижува. Имате колку имате, тоа е ваше и не се грижите. Не се грижите воопшто. Мислите дека сте сигурни во тој дел. И тоа е супер. Но вас ве загрижува вашата состојба. Дали вие ќе можете ова да го издржите? Ова е еден голем скок за некого, ова е еден голем напор за некого и дали ќе го издржите? Се грижите многу, премногу се грижите. Дури вашата ментална состојба е многу полоша од физичката. Ако станува збор за здравје, ако е проблем поврзан со здравјето, тоаш вашата ментална е многу полоша од физичката. Физички не стоите лошо, колку што стоите ментално. Вашите стравови не ви даваат мир. Сега за некои од вас, вие кои заминувате од една ситуација во друга, од една врска во друга, не мора да значи во друга, туку едноставно ја напуштате досегашната ситуација или средина или човек. Вас ке ве мачат носталгични мисли. Вие едноставно не можете да се ослободите од минатото. Но, што се случува овде? Вие не можете да си простите за некои грешки, вие не можете да си простите за некои загуби. И постојано во мислите сте во минатото. И никако не можете да се помирите со овие грешки, со овие загуби. Не само што не може да се помирите, туку толку трагично ги гледате, што ова ве измачува. Дури физички се познава на вас колку многу се измачувате. И физички се гледа на вас дека не сте среќни.
дури ако е некакво одење во нешто заедно со партнерот, дури не сакате ни тука да уживате. Ако беше и убаво некое одење во нешто, убав некој пат, вие повторно сте тој или таа кој не уживате, кој се плашите, кој ве плаши иднината, сакате да живеете во минатото, меѓутоа и во минатото наоѓате недостатоци, проблеми, загуби. И таков е овој ваш проблем периодов, постојано со мислите. Постои можност дека ако станува збор и за друг човек овде, во сето ова, или пак ситуација, може и ситуација да може да не издржат, може да едноставно да пукнат. Не може да ве гледаат вака, постојано песимисти, постојано депримирани, постојано со мислите во минатото, не може да ве гледаат и тие ќе пукнат. Може би ќе се случат расправи, може би ќе се случат жестоки расправи со многу лоши зборови, со некои работи што нема да можете после лесно да ги поправите, затоа внимавајте. И сега ако дојдат од другите, нема вие што да внимавате, тие ќе дојдат. И кажав повторно, се плашите, не излегувате од овие стравови. И сега, ако ова е нешто поврзано со здравието, ако ситуацијава ве води кон некаков, можеби оперативен зафат, можеби тоа предстои, и вие се плашите дали ќе го издржите, вие се плашите од исходот, очигледно, и јас сакам да ви кажам едно. Вие сте во една совршена ситуација сега. Вие стоите во една совршена ситуација. Вие сте во рацете на некој мајстор во својата работа. Вие сте во рацете на магионичар. Буквално магионичар. Се што ќе посакате може да направи. И ќе го направи овој пат. Вие само се грижите, а реално немате апсолутно никаква потреба. Вие сте во рацете на мајстор во својата работа. Може би ќе мора да се случи тој оперативен зафат, не може би, туку ќе мора, очигледно. И кажав, исходот ќе биде совршен, нешто преубаво, меѓутоа вие сте проблемот. Не е исходот, вие сте проблемот и вашите стравови. И сега, ако не е ништо од ова, ако вие можеби се селите во нов дом, па го уредувате домот, па се плашите дали тие што работат на детали во домот, во уредување на ѕидови, мебел, што и да, се плашите околу тоа, не се плашате, кажав, вашиот дом и вие сте во рацете на мајстори во својата работа, совршено добро си ја знаат работата, се што ќе посакате, се што ќе кажете, ќе биде изведено токму така, како што си го замислувате. Затоа не грижете се. Сега некои други риби, мислам дека овој месец ќе официализираат врската, ќе стапат во брак. Но овде се крие една многу интересна, конкретна порака, ова е очигледно само за некои, не е за сите. Јас мислам дека некои риби овде на бракот гледаат како на сделка и токму тоа и ќе го направат. Ќе влезете во брак со таква цел, идеја, енергија, дека ова е сделка. Можеби вие го имате богатството, а некој друг ја има моќта и влијателноста. Можеби вие ја имате мудроста, а некој друг има финансиите. Значи, буквално сакате да ги склопите, да ги консолидирате вашите богатства, знаења, способности, моќи, врски. И затоа влегувате во брак. Ова ќе биде на некој начин сделка, а не брак. Но, ако тоа ве прави задоволни, се што ве прави среќни, се што мислите дека е добро за вас, направете си го, затоа што тоа е единствениот начин да бидете среќни, нели? Затоа што на крајот на криштата среќата за секого е нешто посебно и нешто различно.
Сега некои други риби, јас мислам дека многу се грижат околу здравствената состојба на некој близок или околу личната повторно ова се појавува со здравственава состојба, или околу вашата лична состојба се грижите. И овде има една порака за вас, ова може би е порака за жените, или пак тие жени кои имаат во домот некој кој има здравствени проблеми. Вие сте на некој пат, вие сте го изоделе поголемиот дел од овој пат, од ова патување, и сега нештата ќе се сменат многу порано од колку што очекувавте. Може би рехабилитација, може би заздравување, може би некаква изолација, што и да е, овде нештата ќе се сменат многу порано од колку што очекувавте, ќе ви изненади и вас и другите, ќе ви изненади вас и тој што има здравствени проблеми. Наеднаш ќе се случи, одеднаш изненадно и ќе завршат овие проблеми кои ги имавте здравствени до сега. И да не се поврзани со физичкото здравје, може би се со менталното здравје, може би со некакви стравови, со некакви очекувања, значи со што и да се поврзани, овде нештата порано, проблемите порано ќе завршат, исходот поскоро ќе го видите и ќе биде многу добар. Некои други риби, јас гледам дека вие сакате да заборавите нешто. Вие сакате нешто да заборавите и нема нешто што не би направиле како ова да го заборавите. Може да биде се, може човек, може ситуација, може буквално се може што ќе замислите да биде. А вие знаете што е, нема што јас да ви објаснувам. Но вие сакате да заборавите нешто. Сакате да заборавите, дури сте спремни и да се иселите ако е потребно од државата, од градот, од местото, дури и тоа би го направиле само да го заборавите ова, само да не го гледате пред очите. Но имам една порака овде за вас. Каде и да одите, каде и да сте, во вашите мисли ова ќе стои уште многу, многу долго време. Затоа немој да правите нешта кои не ни мора да ги правите, или пак не треба да ги правите, или не се добри да ги направите само за да заборавите. Значи не ги правете, препуштете се, времето ќе си го направи своето. Сега за сега, тоа е тоа, мора да го прифатите фактот. Носталгија ќе ве мачи, за минатото, нешта околу минатото ќе ве мачат и тоа е тоа. Драги риби, јас се надевам уживавте и до следното. Чао, чао!